Како да се негува цвеќето во зимски услови или пак при крајот на календарскиот истек на зимскиот период? Ботаничарите укажуваат, најважен сегмент освен одбраната почва е и наводнувањето. Залевање со устојена вода. Барем една ноќ најмалку да е била таа вода во затворена просторија кај што температурата отприлика околу 20 степени. Значи, ако тоа го направиме, ќе намокриме убаво, ќе го наводиме цвеќето и ќе го ставиме во сенка да стои 2-3 дена, не директно на сонце или на промаја, не смее на промаја никој да се стави. Зошто цвеќето мора да отстои неколку денови во сенка? Доволно ќе биде тоа време цвеќето да свати дека има нови услови, да се прилагоди на тие нови услови и да пушти коренчиња и со тоа сме го завршиле заседањето. Цвеќето кога се насади, пресади новото цвеќе, ќе се стави на едно место и не смее да се поместува. Значи нема поместување. Тоа место ќе го одберете која ви најдобро одговара, дали на тераса или во просторија, во салон, ќе се стави таму и нема веќе промени. Ќе избегавате промија, ќе избегавате топлотни влијанија на печка, термопечка, шпори и така натаму. Почвата во саксијата ќе мора почесто да се прекопува со цел водото што се наоѓа во нејзе брго да истече. Корените на цвеќето, појаснуваат ботаничарите, сами земаат од водото колку што им е потребно. Ако доследно се почитуваат препораките, цвеќите ќе го доживее својот природен животен век. Целата процедура околу преседување во поголема саксија и придружните активности се повторуваат на секои 2 години.